Грција 1905-та ја обележа атентатот врз грчкиот премиер Теодорос Делијанис. Критските пратеници прогласуваат унија со кралството Грција во 1908 година. Во 1908 се одржува албански конгрес во Битола, на кој е изгласана новата албанска азбука со латинско писмо. Во 1906 година започнува царинската економска војна меѓу Србија и Австро-Унгарија. Австрија и поставува економска блокада на Србија. Србија излегува како победник од таа војна. Со избувнувањето на младотурската револуција во 1908 година, Србија ги фокусира своите освојувачки апетити кон Македонија и Косово, откако ќе ја загуби територијата на Босна, која што влегла во составот на Австро-Унгарија. Младотурската револуција избувнува во 1908 година. Се враќа уставот од 1876 година и организацијата Обединување и напредок ја презема власта во Истанбул. Трагичниот крај на востанието ќе ја навести новата македонска борба, но овој пат внатрешна, која што се случувала во срцата на македонските револуционери. Илинденските визии за светлата иднина добиле трагичен крај. Ќе дојде време на убиства, предавства и саможртви. Македонските херои со собствена крв ќе натопат својата земја. Најхрабрите ќе останат до крај да ги чистат остатоците од својот хероизам, а оние другите нема да го дочекаат мигот да го развијат победничкото знаме. Македонија ќе стане земја на терор и страв, земја на пеколот, каде што освен стариот непријател, зло ќе нанесе и најголемиот пријател. Тој е период искористен и од соседните земји, кои што согледувајќи дека со востанието македонското прашање може да тргне по собствен расплет, се реорганизираа и извршија промена во начинот на действување на нивните пропаганди. Од црковно-просветен план, нивната активност по Илинден е ставена на воен план. Турската власт постепено се заменувала со нова. Насилнички чети и предавници од сите страни биле испратени да ја подготват земјата за уште покрвава поделба. Нивната цел е да се изврши притисок врз населението во Македонија да се определи за едната или за другата страна, но притисокот се врши со оружје, се палаат села, се убиват чети, се поставуваат заседи, се вршат дури и големи масакри на одредени места, а во сето тоа е не по своја волја и не по своја вина е вовлечена и македонската револуционерна организација. Малкумина револуционери ќе останат верни на митот за Илинден. Во годините што следат, тие ќе го преживеат повторно, за некои тоа ќе биде ужасен крај, а за други ужас без крај. Илинденското востание било задушено од османиската војска и од башибозукот на начин кој уште повеќе ја влошил безбедносната положба на населението. Дури ја засилил етничката нетрпеливост на османиската власт и на муслиманското население кон христијанското население. Во краевите во кои востанието било помасовно, особено во Битолскиот вилајет, повеќе десетици илјади луѓе ги напуштиле разорнатите домови, побарале за солниште и храна во градовите, бегале во соседните земји, а започнало и забележливо раселување во преку океанските земји. Битолскиот револуционерен округ најмногу настрада во задушувањето на востанието и тука требаше и најмногу да се работи на обновување на врските, на обновување на четите, ама и нивна реорганизација. По поразот од Илинденското востание, Македонската револуционерна организација, или поубаво кажано, Македонското револуционерно движење западна во една криза од повеќе аспекти. Најпрвин, таа мораше на својот грб да понесе сиот товар, сета морална одговорност за сета несреќи што му се случи на населението. Најголемиот дел оние револуционери, Даме Груев и другите, водечките личности, еден дел останаа во Македонија да ја споделуваат собствената судбина на македонскиот народ, да го охрабрат, да ја ревитализираат организацијата натри, да ја подготвуваат за продолжување борбата за ослободителното дело во едни подруги услови кои настанаа по Илинденското востание.
Најтешка била положбата во Битолскиот револуционерен округ и во одделни околии во Солунскиот револуционерен округ, поради мерките на османиската власт за разоружување на населението и за смирување на безбедносната положба. Местните војводи останаа со својот народ. Требаше сето тоа да се санира, да се уреди, да се направи нов правилник за вооружената сила, да не им се даде така големо значење сега во тој период на чети и на големи чети, туку тие да преземат улога претежно на агитационни чети, на чети кои ќе решаваат судски процеси. По задушувањето на востанието, штабовите, комитетите и војводите презеле мерки за собирање и складирање на оружјето, за тоа масовно да не се предава на османските власти или пак да се предава само оштетено старо оружје. Во Битолскиот револуционерен округ особено дојде до израз поддршката, помошта што ја пружаа четите при овие акции, односно да се заштити оружјето, а во исто време и населението да се заштити, да се предаде дел од оружјето, но не она што е најпотребно. Во Ресенската околија контролата ја вршил војводата Славејко Арсов. Во Битолскиот, Демирхисарскиот и Охридскиот реон таа задача им припаднала на војводите Дамјан Груев, Анастас Лозанчев, Ѓорѓи Сугарев и Христо Узунов. Ресенскиот војвода Славејко Арсов оставил мощни автентични сведоштва за крајот на востанието. Го собрав оружјето од златарската чета. Дел од Сопотската го складирав. Истото го направив и во Кривени, Крушево и Леварека. Многумина заплакаа кога го дадоа оружјето. Голем беше очајот. Им рековме дека привремено го запираме востанието поради потерите и за да ги прибереме храната, жените и слично. А напролет, ако не ни дадат слобода, ќе се биеме до смрт. Милан Матов, како член на комитетот на организацијата во Струга, запишал: Паралелно со легализирањето на четите од востанието се започна со разоружувањето на целото христијанско население. Насекаде се бараа пушки. Уследи големо тепање при предавањето и на оружјето. Како и секогаш, секаде се даваа само нескапаните скршени пушки, растурени револвери и пиштоли и никој за ништо не си ја даваше својата убава пушка. Така, турците во Вевчани дигнаа околу 25 пушки, најстар систем тетовки и кременачки. Во Долни Дримпол, дебарските власти исто така собраа по некоја скршена пушка, се разбира со големо тепање. Со тоа малку предавање, ги задолживме морално турците да престанат да ги бараат, а патем тогаш во комитетот имавме на располагање 125 убави и здрави пушки со патроните. Населението од селата на повеќе околии во Битолскиот револуционерен округ со поддршка од местните организации на организацијата, од војводите и од четите кои останале во округот, направило напори да ги надмине последиците и да преживе во текот на зимските месеци. Била прифатена хуманитарната помош во облека, храна, лекови и медицинска помош од Македонскиот помошен комитет формиран во Лондон за помош на Македонија во рамките на Балканскиот комитет. Од името на Македонскиот помошен комитет во Македонија дошла 6-членна комисија на чело со англискиот публицист и хуманист Хенри Ноел Брайсворд. Помошта била делена во најзагрозените околии до април 1904 година. Нашата прва грижа беше да ги обезбедиме луѓето со покривки. Беа раздадени 10.555 волнени ќебиња, кои веројатно беа спас за стотици семејства од суровата зима. Во повеќе места, луѓето едва и да имаа храна за 2 до 3 дена. При поделбата на храната се најдовме пред големи тешкоти, бидејќи во сите области населението еднакво гладуваше. Во некои места луѓето умираа од глад. Делевме главно брашно и пченка, а некаде како например во Костурско и пари. Од наша грижа комплетиравме 3 болници во Охрид, Костур и Битола. Помогнавме на 57.000 души и им го овозможивме преживувањето до летото. Во Македонија се одвивала вистинска драма за опстанок на војводите, на четите и на населението. Поради теророт на турските вооружени сили, гладот, болестите и епидемиите, тешко било да се опстане и да се помине зимата.
Англискиот публицист Хенри Брайсворт во книгата Македонија, незините народи и незината иднина, објавена на англиски јазик во Англија во 1906 година, го напиша следново. Турците победиле. Европа се уште беше невнимателна и незаинтересирана. Македонија се уште беше поробена, а ние кои со нив ги делевме нашите ќебиња и нашето брашно, само ги одржувавме во живот, за да трпат нови угнетувања и понатамошен срам. Првото изненадување за нас беше тоа што населението воопшто се кренало на востание. И тоа се кренало масовно. Второто изненадување, според мое мислење, уште по-чудоневидувачко од првото, беше што сите страдања таа есен не предизвика никаква реакција против комитетот или против неговите водачи. Селанството остана лојално на организацијата кој го втурна во оваа беда. Не се слушна никакви против тур, ниту обвинувања против комитетот, ниту жалења, по се се чини еден зауден напор. Војводскиот кадар кој останал во Македонија и во најтешки услови давал се од себе да ја санира положбата на организацијата и да се врати до вербата кај членството и меѓу населението. Ова било дополнително отежнато поради дејствувањето на уфарлените пропагандни чети од соседните држави кои го разнебитувале македонското ткиво, белејќи ги македонците на патриаршисти, екзархисти и србомани. И ваквите мерки за елиминирање на македонскиот фактор од балканската политичка сцена не родија плод. И Линденското востание ја покажало моќта на организацијата, бидејќи и по востанието таа продолжила да обстојува, да бара патишта и начини за надминување на последиците и за консолидирање на своите редови. Големите сили преку мирц-штекските реформи и преку поддршката на балканските држави за засилено активирање на нивните вооружени пропаганди во Македонија, отвориле силен фронт против организацијата со главна цел да се спречи конституирање на посебна македонска држава на Балканот. И турската власт, и соседните држави, и големите сили настојуваа организацијата да ја снема. Тоа беше фактор кој се наложи и кој им сметаше за реализирање на плановите. И како последица на миртеските реформи и на некои од одредбите во нив, бидејќи меѓу другото, тие имаа зацртано да предизвикат смирување на состојбите во Македонија, започнува еден процес на поорганизирано следење на револуционерното движење во Македонија. Започна со отворена, жестока, оружена агресија покрај црковна, културно просветна, оружена агресија во Македонија, формира штабови со вооружените пропагандни, како ги ние речесте, велиме чети, започна инвазија во Македонија. И тоа доведе до една вистинска мала војна на територијата на Македонија. Значи, организацијата требаше да се спротивставува и на српските, и на грчките, и на врховистичките, односно на бугарските вооружени чети кои влегуваа на територијата на Македонија. Српската пропаганда, начело со просрпски ориентираните македонци, во текот на летото и во есента 1904 година, започнала масовно да действува во Северна Македонија. Појавата на српските вооружени чети ги испровоцирала четите на организацијата кои масовно се активирале за нивно протерување од територијата на Македонија. Во есента 1904 година четите, начело со војводите Ѓорѓи Сугарев, Петар Ацев, Ѓурчин Наумов, Христо Узунов и Петар Чаулев, настојувале по секоја цена да ги потиснат српските чети од северниот и од северозападниот дел на Македонија и да го спречат продирањето на српската пропаганда во Кичевско, Демирхисарско, Струшко и Битолско. Овие потери резултирале со пленувањето на војводата Дамјан Груев во Демирхисарско од страна на просрпската чета на војводата Мицко, кој бил познаник на Дане од порано. Епопејата околу грабнувањето на Груев завршила во ноември 1904 година со неговото ослободување. Во тие борби против османските власти, против соседните вооружени чети и против натрешните врховистички сили, со предавства паднале голем број македонски патриоти и револуционери. Меѓу првите војводи кои по краток престој во Софија одлучиле да се вратат во своите револуционерни околи и реони во Македонија и да ја продолжат борбата, бил ресенскиот војвода Славејко Арсов,
Меѓутоа, тој не успеал да пристигне во неговата околија. На 9 јули 1904 година, при преминувањето на границата во кратовското село Ѓуѓинце, во борба со османската војска, бил тешко ранет и за да не падне во рацете на непријателот, се самоубил. Внатрешната организација ја поминала 1905 година во знакот на многу предавства, откривање на четите, бројни битки во кои македонските револуционери покажале извонредна храброст, а повеќемина од оние кои го загубиле животот во таа тешка македонска година, ги запишале на исламните страници на саможртвувањето, оние кои се самоубиле со последниот куршум или легнале на последната бомба за да не паднат живи во рацете на османските вооружени сили, предизвикувале восхитување дури и кај нивните противници. Така и мртви служиле како пример за тоа како се гине за идејата и за слободата на татковината на Македонија. На 1 март 1905 година, во борба со аскерот во селото Смол Гевгелиско, загинал војводата Сава Михајлов Савата, учител, револуционер, учесник во грабнувањето на Елена Миссон, еден од најпознатите војводи во Солунскиот револуционерен округ пред и по Илинденското востание. Во пролетта 1905 година врховистички чети повторно продолжиле масовно да навлегуваат од територијата на княжеството Бугарија во источниот дел на Македонија, во Серскиот и во Струмичкиот револуционерен округ. Но тука, како и порано, наишле на црст беден. Јане Сандански со серските војводи продолжил со сите средства да ги потиснува врховистичките чети од овој дел на Македонија. Една од најпознатите битки, која се случила на 7 април 1905 година кај селото Кашино Мелничко, меѓу врховистичката чета на капетан Јурдан Стојанов и серските чети на натрешната организација на чело со Јане Сандански, Таската Серски и Атанас Тешовалијата, резултирала со протерување на врховистичките чети назад во Бугарија. Запаметете добро, нема да ви дозволам да правите лична политика со нашето свето дело. Во редицата загуби во текот на 1905 година се бројува и загинувањето на Атанас Тешовалијата, стариот македонски револуционер и војвода, учесник во македонската револуционерна борба од времето на македонското крестенско востание од 1878 година. Тој со своето борбено искуство бил еден од војните кадри и најдовеливите лица на Гоце Делчев во Серско. Неговата чета, заедно со Гоце Делчев, ја извела акцијата за уривање на мостот на реката Ангиста во 1903 година. Атанас Тешовалијата учествувал најактивно во подготовките на востанието, во снабдувањето со оружје на Неврокопската околија и во повеќе вооружени судри за време на Илинденското востание во Серскиот округ. Тој, освен што бил доследен во борбите против врховистичките чети, бил и еден од непоколебливите противници на грчката вооружена пропаганда во Неврокопско, Драмско и Серско. Во мај 1905 година, враќајќи се со четата од еден поход против грчка андарска чета во Драмско, бил подкажан на турските власти и бил следен од војската се до Серско. Османската војска ја нападнала четата на Атанас Тешовалијата, по 5-6 часовна борба четата се повлекла на планината Алибодош, но била нападната од Бошибозу, и во таа борба Атанас бил тешко ранет и набрзо починал. На 11 април 1905 година во селото Цер Демирхисарско загинал Христо Узунов со целата своја чета. Узунов бил член на горското началство во Охридскиот револуционерен реон за време на Илинденското востание. По востанието учествувал на Прилепскиот конгрес од 1904 година. Бил секретар на конгресот
и избран од истиот заокружен ревизор на четите на Тморо во реоните на Охридско, Струшко и Кичевско. Христо Узунов и неговата чета биле предадени уште од Битола, како учесници во предавството се посочуваат војводата Иван Алабаков и шпионот Петар Лигушев. Четата била следена од војската на патот Крушево-Цер. Куќата во Цер, во која била сместена четата, била заобиколена од војската. Османиските власти, преку свештеникот на селото, ги повикале револуционерите да се предадат. Но Узунов не ја прифатил таквата понуда и заедно со своите соборци се велел до Куна. Последните куршуми самите се ги стрелале еден во друг. Во тој самоубиствен чин, кој се случил внатре во куќата, загинале 11-мина, а војводата Ванчо Србаков и уште еден четник загинале надвор во престрелката со Аскерот. Во таа драма загинале вкупно 13 револуционери. Сите биле погребани во дворот на црквата Свети Атанасий во селото Цер. Италијанскиот офицер Етторе Лодди, кој дошол следниот ден во Цер, запишал: Труповите на 11 млади ѓумаци. Сите беа со отворени рани под градите и челото. Се самоубија за да не паднат живи во рацете на непријателот. Ни го покажаа војводата. Узунов лежеше прострен на подол со расширени раце, а погледот на неговите мртви отворени очи гледаше горе во бескрајот. Од челото уште течеше крв. Ете го она што не можам да го заборавам никогаш. Ја видов Македонија во тој момент маченица, велика, непобедива. Овој чин на саможртвата предизвикал силен впечаток и кај соборците на Узунов. Даме Груев во 1906 година при посетата на домот на Ангел, братот на Христо Узунов во Ќустендил, кај кого престојувала мајката на Христо Узунов, изнесувајќи го со чувството пред неа, за Христо рекол: Христо загина во наша Македонија, мајче. Биди горда. И јас ќе бидам вистински среќен ако завршам како него. Ако загинам таму, ако го жртвувам својот живот за слободата на Македонија. Христо Узунов во своето предсмртно писмо 24 април 1905 година, упатено до своите другари, се заколнал дека нема да ја изневери клетвата. Браќа, допуштам дека сме предадени, но верувам дека тоа е случајно. Мојот последен совет до сите другари е да бидат искрени кон делото сите оние што му служат, зашто само искреноста и чистосрдечноста ја издигнале внатрешната организација. И пак тие ќе ја спасат од анормалноста во која е поставена од недобросовесни наши другари. Да гледате колку што е можно побрзо да ги уништите оние досега раководни сили на организацијата кои му нанесоа штета на делото, како што е Сарафов, а не да се накажуваат само прости работници. Нашата идеја ќе биде постигната. Ете зошто ќе умрам спокоен со чиста совест пред законите на нашата света организација. Досега немарно со ништо не сум се напакостил на делото. А ако сте забележале во мене некои грешки, бидете уверени дека тие станале против мојата волја. Молам извинување. Молам особено да ја поздравите мојата љубезна мајка, која што никогаш не сум ја заборавил, бидејќи таа ме направи ваков. Нека ми извини и таа дека со ништо не се зарадува од мене. Особено го поздравувам брат ми Ангеле. Го советувам да не се одделува од мајка ми. За последен пат ќе ви повторам. Бидете искрени и чувајте ги основните закони на организациониот устав. Останувам со братски поздрав, Христо Д. Узунов. Само 3 дена по смртта на Христо Узунов, на 27 април 1905 година, загина револуционерот и војвода Никола Карев, председателот на Крушевската република. Враќајќи се со четата од Бугарија код Народното Крушево, со задача да ја продолжи револуционерната и ослободителна борба, бил предаден на турските власти. Во борбата која се случила во селото Рајчан и Кочанско, загинале 18 четници, меѓу кои и војводата Никола Карев.
Следната загуба се случила во Кратовско на 25 јуни 1905 година со загинувањето на војводата Атанас Бабата. Неговата чета се судрила со османлиска војска меѓу селата Куклица и Пенда Кратовско. Откако ја истрошиле муницијата, револуционерите направиле подвиг на саможртва. Ги искршиле пушките и двогледите, ја уништиле архивата и со последните куршуми од револверите се самоубиле за да не паднат живи во рацете на аскерот. Трагедијата продолжила на 15 август 1905 година над пазарот во Битола, каде што бил обесен војводата Александар Турунџев од селото Врбен и Леринско, четник и војвода во Леринско пред, за време и по Илинденското востание. Во 1904 година бил предаден од шпиони во селото Ајтос, бил уапсен од властите, затворен во Битола и осуден на смрт со бесење. Токму во тој период се случил уште еден настан поврзан со една од четите на внатрешната организација. Имено на големиот празник Успение на Света Богородица на 28 август 1905 година се случило сардисувањето на Лешочкиот манастир во Тетовско од страна на Башибозукот, албанските вооружени обетници и селани од селото Слатино и од други места во Тетовско. Овој настан е поврзан со пристигнувањето во Полок во летото 1905 година на една организациона чета на чело со војводата Коле Гостиварчето. Четата на својот пат од Раотинце за Брезно на денот пред празникот била забележена од двајца селани падари од селото Слатина, кои почнале да пукаат, при што во престелката бил убиен еден од падарите слатинчани. Веднаш по дознавањето за овој настан, голем број Пашибозук од Тетовско, селаните од Слатино и други вооружени албанци од околни села, како и деговите од Тетово со своите наоружени луѓе, се упатиле кон Лешочкиот манастир, го опкориле и сметајќи дека комитете се внатре во манастирот, барале од игуменот да им ги предаде. Игуменот Еротеј, не сакајќи да ги изложи на опасност околу 3000 верници христијани македонци кои се нашле за време на празникот во манастирот, одбил да ги отвори портите, напротив, ја организирал одбраната на манастирот и упорно тврдел дека во него нема комити. Настанала вистинска драма. Се очекувало да дојде до големо крвопролевање. Сепак луѓето од Тетовската организација на Тморо ги известиле турските власти во Скопје и Призрен за намерата на Башибозукот и албанците од соседните села да го нападнат и запалат манастирот со се луѓето внатре. Кон манастирот била упатена османлинска војска од Скопје и од Призрен и таа ги натерала Башибозукот и локалните вооружени сили да се повлечат од манастирот и самата војска ги обезбедувала верниците македонци кои го напуштиле манастирот и си заминале за Тетово и за другите места во околината. На 23 март 1906 година над Мариовското село Паралово загинал Ѓорѓи Сугарев, еден од најпреданите дејци, македонски патриоти и револуционери и голем поборник за одбраната на самостојноста на македонското ослободително дело. Сугарев како учител во неколку битолски села и во селото Ехлоец Кичевско имал голем придонес во ширењето на организационата мрежа во битолскиот револуционерен округ. Од 1901 година бил член, а потоа и секретар и војвода на битолскиот окружен комитет. Учествувал како делегат на Смилевскиот конгрес. На истиот бил избран за горски началник на Пелистерскиот револуционерен реон. Учествувал активно во Илинденското востание. По востанието останал во округот и учествувал во консолидација на организацијата. Тој учествувал и во акциите против српските вооружени чети во Поречието и Азот. Сугарев загинал на 23 март 1906 година во борба со османлинска потера. Бил предаден од врховистите. Тој со своите четници на 23 март бил опколен кај манастирот Свети Ѓорѓи на селото Паралово Мариовско. Борбата траела неколку часа. Аскерот полека се приближувал кон местото на кое загинала целата чета.
При погребот што го извршиле селаните другиот ден, забележале дека телата на војводата и на четниците биле дополнително масакрирани, најверојатно од башибозукот, бидејќи офицерите и редовната војска одбегнувале да го прават тоа. Македонските револуционери кои загинале со војводата Сугарев биле погребани покрај манастирот Свети Ѓорѓи. Истиот месец 1906 година на Кожув планина во судир со една врховистичка чета загинал и тиквешкиот војвода Пешо Самарџиев. На 23 декември 1906 година се случило уште едно предавство и убиство, во кое згаснал животот на еден од основачите на организацијата и член на Централниот комитет Дамјан Груев. Тој бил ранет во селото Русиново, а потоа убиен од османлиските војски на врвот Петлец на планината Ограшен. Даме Груев, Сандо Китанов и уште еден член од местната организација од селото Владимирово, при повлекувањето од селото во Бравец на планината, биле откриени по трагата на крвта која останувала во снегот од раната на Даме. Следниот ден, на 24 декември, османлиските војни власти наредиле убиените да бидат погребани. Селаните од Русиново ги погребале револуционерите во еден гроб кај Русинската црква. Во истата 1906 година во Малешевијата се случиле повеќе судири меѓу четите на внатрешната организација и врховистите, кои се обидувале да престојуваат во Малешевско или да преминуваат од тука за во Централна и Југозападна Македонија. Во еден од тие судири, по пролетта 1906 година, загинал малешевискиот војвода Христо Димитров Кутрунчето по потекло од Беровското село Робово. Истата година во Малешевско загинал и војводата Андреј Докуршев од Велес. Во текот на 1906 година, своји автентични сведоштва за состојбите на внатрешната организација во повеќе револуционерни околии во Солунскиот, Битолскиот и Струмичкиот округ оставил американскиот државјанин Алберт Сониксен. Сониксен оставил најавтентичен опис и фотографии направени со неговиот фотоапарат за четничката база Војниче Вардатското блато и за војводите Апостол Петков Терзиев, Лука Иванов, Петар Чаулев и Христо Чернопеев. Додека Сониксен се уште бил во Западна Македонија, во Воденско згаснал животот на неговиот пријател Лука Иванов, војвода на инспекционата чета во Солунскиот револуционерен округ. Лука Иванов бил тешко ранет на 25 август 1906 година во судирот со грчките андарти во околината на селото Баово и по неколку дена починал. Оваа вест Сониксен ја разбрал откако се вратил од Охридско и Битолско кај четниците на Лука Иванов. Во летото 1907 година на врвот Ножот на планината Бабуна кај Никодимските чукари меѓу селата Ракле и Никодим Прилепско се одиграла една од највпечатливите и најтрагичните битки за македонскиот народ по Илинденското востание. Една поголема група од здружени чети, околу 200 четници, движејќи се во потрага по српски вооружени чети, била откриена од Даскер кој броил околу 3000 војници. Но не биле сите влезени во борбата директно, туку еден дел од четите останале засолнати, а тие кои што биле заобиколени, некаде 50, некаде 70 и нешто се спомнуваат, сите загинале. Ниту еден од обколените 50 на четници жив не се предал на османлиската војска. Оние кои останале последни и немале повеќе муниција, се самоубиле. Турскиот командант на војската ги посочил како пример како се гине до еден за татковината, односно за идејата која што ја имаат во себе тие револуционери. Италијанскиот жандармериски офицер Луци, кој пристигнал на местото на битката, направил фотографија која станала да сведочи за уште едно херојство и жртва на македонските револуционери.
војската и револуционерот со идеја кој тргнал, никој пат не може да имаат иста етика. Војникот оди за плата или за други придобивки, а револуционерот оди за идеалот, за остварувањето на програмата и на идеите што ги следи. Енвер Бек им наредил на селаните на Никодим да ги погребат македонските комити без да бидат идентификувани. Затоа и имињата на најголемиот број на оние кои ги оставиле животите на ножот не се познати. По Илинденското востание во Македонија навлегле голем број грчки андарски чети, раководени од специјално формираниот Македонски комитет во Грција, кој што им давал материјална и финансиска поддршка. Во текот на 1904 и 1905 година се засилил теророт на андарските чети, особено во јужниот дел од Македонија. Таквите чети извршиле голем терор врз македонското цивилно население со цел да не им дават поддршка на четите на организацијата. На 13 ноември 1904 година во селото Зеленич Лединско се случил вистински масакр над цивилното население, над македонските екзархисти. Во текот на свадбената прослава на внуката на свештеникот Георгија, андартите го нападнале селото во знак на одмазда, затоа што екзархиските верници се откажале од јурисдикција на Цариградската патријаршија. При овој напад, познат како Зеленичка крвава свадба, биле убиени 13 мажи, жени и деца. Уште еден колеш на грчката пропаганда во Македонија се случил на 27 март 1905 година во селото Загоричани Костурско. Рано наутро, на денот на грчкиот национален празник, вооружени андарти биле облечени во униформи на грчката армија, кои пожариле селото, а незаштитеното население безмилосно го масакрирале. Биле убиени 60 намештани, а 7 биле ранети. Овој масакр го организирал костурскиот митрополит Германос Каравангелис. Конзулите на Русија и на Австро-Унгарија од Битола, кои веднаш по настанот го посетиле Загоричани, останале потресени од гледката што ја виделе. Тие изјавиле дека ни осмалиите не направиле нешто слично во времето на Илинденското востание. Голем удар на организацијата во Костурско и бил нанесен на 31 јули 1907 година, кога на целото Тренавјани во борба со османската војска загинал Пандо Кљашев, револуционер и војвода, родом од селото Смрдеш Костурско. Кљашев по краткиот престој во Софија зимата 1904 година се вратил во Костурско и во текот на 1906 и 1907 година бил член на Битолскиот окружен комитет. Разгорената борба со грчките вооружени чети и загинувањето на неговиот другар Атанас Кршаков дефинитивно повлијаеле Кљашев да се врати назад во Македонија. Професорот Љубомир Милетич при запишувањето на спомените на Пандо Кљашев во 1904 година мошне сликовито ја опишал таа состојба со зборовите. Кљашев без прекин повторуваше дека брзо да замине во својот крај, кога ќе заврши испрашувањето на кое го подложи, за да ги остави таму своите коски како жртва на се уште незавршеното народно дело. Тој сериозно предвидуваше дека ќе загине и ништо не можеше да ја смени неговата одлука да се врати назад. Тоа е таа трагика на македонските револуционери кои настојувале и по легален пат, и како војводи, и како организирана сила, да ја санираат положбата, но многу тешко се било променето. Сите се свртеле против организацијата. Сите. Соседните земји, кои што согледувајќи дека со востанието македонското прашање може да тргне по собствен расплет, се реорганизираа. Особено големите сили кои што не направиле ништо, ни за време на востанието, ни по востанието. Напротив, се поддржувале таа организација да се растори. Османските држави и соседните балкански држави со нивните оружени пропаганди и политичките црковно пропаганди ово придонесува сето тоа за загинување на голем број
на најголемиот дел скоро на македонските војводи. Отсуството на истакнати личности се одразува негативно на теренот, затоа што тие биле луѓе со искуство, со знаење, со авторитет помеѓу населението и со влијание. Од друга страна пак, брзото разречување на таквите профили од организацијата дало можност да се појават нови луѓе кои што во дадени моменти немале секојаш искуство, ниту знаење да одговорат на сите прашања. Едноставно обезглавена беше револуционерната организација, односно обезглавен македонскиот народ, додека десетковано беше кадровски револуционерната организација и тоа се далекосежните трагични последици и од тука произлегува она што не се случуваше после во времето на балканските војни. Но немало место за нова држава. Големите сили правиле реформи се, ама во нивните планови немало место за нова македонска држава. Странец тешко можел да ја разбере смислата на загубата на такви револуционери, стамени и до фанатизам приврзани кон македонското ослободително дело во периодот кога организацијата навлегувала во фазата на постепено згаснување. Македонските револуционери гинале не затоа што биле разочарани од сопствената трагедија, надпротив, тие тоа го правеле во името на татковината. Сите тие кои одере свесно да го положат животот за Македонија биле вистинските херои. Тие сакале или да бидат корисни за ослободителното дело, или да го положат животот пред олтарот на Македонија. Впрочем, тоа била нивната заклетва: слобода или смрт.